Овие веќе не се ни херои, ни феномени, него нешто повеќе од тоа. Мислам на играчите секако и ова е само резултат на работа на сите фудбалски работници кои работат во клубовите, од кај што доаѓаат репрезентативците и сите селекции години наназад за да ги вклопиме сега у еден као финален производ и момците покажуваат дека можат да играат на едно високо ниво, на ниво кој е потребно за едни вакви квалификации и уште поважно за да бидеш прв во оваа група пред една Франција, Украина, Шкотска, Северна Ирска, Исланд. Немам што друго да кажам него секоја чест на момците. Факт е дека оваа репрезентација на Македонија има што да покаже на европскиот шампионат. Па како и до сега, одиме надпревар за надпревар, пред се ќе чекаме ждрепката, да видиме во која група ќе бидеме, со кои противници, се уште и не знам кои се пласирани на европско првенство, ќе почекаме и баражот нели кој е во ноември. Па мислам дека имаме доволно време да се подготвиме за тоа што ни престои во Полска. Уште еднаш големи честитки во моје лично име, во името на гледачите на Канал 5 и на сите љубители на фудбалот за овој огромен успех што младата репрезентација на Македонија ја приреди вече во Европска. Ви благодарам и на вас. Сепак има европско првенство, нема да одиме таму, како што кажа и претходно Дамјан Шишковски со бело знаме. Се надеваме и таму на голем успех. Секако дека целта им е заслужен за успех, не сум само јас, одбраната секако почине од нападот. Супер, држиме веќе 0-4-5 утакмици, не знам колку точно, но тоа не е најважно, играме супер како тим.